медиумскиот простор и благодарноста што го поддржувате Охридско лето како медиумски покровител. Благодарим. Јас токму така од минатата година сум на чело на ова институција, меѓутоа верувајте сум еднаква меѓу еднаквите. Од 2012 сум веќе во тимот на Охридско лето и се она што значи организација, се она што значи подготовка за фестивалското издание, веќе некако целиот процес ми беше многу познат. Да, но сега падна на ваш товар, на ваши плечи. Точно така, верувајте, огромна е одговорноста да се реализира фестивалско издание со самото тоа што имате 58 успешни години за фестивалот и сето тоа ви дава една огромна обврска, меѓутоа исто така и огромно задоволство кога ќе се реализираат успешните настани на фестивалот. Верувајте дека е многу тешко, меѓутоа благодарение на тимот кој што неуморно и професионално се справува со сите предизвици, успеваме да бидеме успешни сепак. Змија Вренцовска, кој е хајлајтот, ако можам да кажам, на Охридското лето, барем досега бидејќи е во тек, на големо медиумите или може би допрва ќе следува хајлајтот. Така, но она досега што се има случајно. Театарската представа Странци, една од оние кои што велат дека е еден прекрасен настан во театарската програма, значи зборувам од интерес, зборувам од впечатоци на самата публика, од актерска игра, сето така ќе склопите на вистина еден многу успешен проект. Меѓутоа, верувајте дека ова фестивалско издание ќе испиши многу бројни уметници кои што ќе останат во дел од фестивалската историја. Иначе започнавме со едно светско името Елена Мошец, стеченото отварање само се надополни во низата врвни уметници. Потоа, скоро во денко, после тоа имаше еден прекрасен настап, значи го имаме настапот на Синтезис на 4-ти се што следува за отварањето, прекрасната, најдобрата, верувам, босанска певачка, најдобриот вокал во Босна, Амира Модинјанин, значи вистина има едно прекрасно издание. Тука морам да ги спомнам, значи најдоброто од руската сцена ни доаѓа, го имаме за Ден Лугански, го имаме Сергеј Крилов, Александар Књазев, значи верувајте, многу светски уметници ќе останат и оваа година испишани во фестивалската издание. Така, размислувате ли за некои монтажни објекти на кои би се правело Охридското лето во 59-тото, 60-то издание? Охридско лето е фестивал кој што верувам ќе се согласите сите ги заслужува најдобрите услови и најдобриот третман што може да го добие. А ги добива ли? Визиите се нешто сосема можда поразлични, меѓутоа она што го зацртуваме како идеја и како проект го реализираме. Тоа се гради од година до година, верувајте. Оваа година токму за тие за монтажното гледалиште и монтажната сцена веќе аплициравме во програмата за инвестиции во Министерството за култура. Јас се надевам дека надлежните ќе имаат слух и ќе го овозможат тој проект, значи секој знам да кажам дека градот Охрид, каде што се случува фестивалот, е буквално сцена на секој тоше. Значи можете да поставите прекрасни проекти на секаде низ градот, меѓутоа условите кои што сега ги имаме, значи сме врзани со сцените и за жал ја немаме таа затворена концертна сала каде што отворените настани, а најчесто на Охридско лето најголемите настани се случуваат на Античкиот театар, значи тогаш останува само времето да ве послужи за да имате прекрасен концерт. Инаку би бил загрозен целиот сет на Античкиот. Значи би се пореметува целата програма, посебно за свеченото отварање, затоа што знаете светските уметници кога доаѓаат тука, секогаш ги договарате за термин 12 јули, тогаш и традиционално почнува фестивалот. Така. И доколку не дај Боже ви се случи, имавме таков, значи немил настан на 2012 со тетарската представа Роме и Јулија, меѓутоа за среќа, ето, може да се одложи стартот на самата представа, за среќа се реализира, меѓутоа не дај Боже да се случи, значи пострашно невреме и сето тоа да не може да се изреализира. Токму затоа проектот со монтажно гледалиште и монтажна сцена, мислам дека ќе го збогати сето она што го нудиме како алтернатива, како сцена, меѓутоа концертната сала останува како проект, како иницијатива кој што веќе од пред некоја година го иницираме и верувам дека и понатака ќе бидеме упорни во тоа и дали се надевам дека ќе се реализира. Сеќавате на некој во текот на годините некој странски изведувач да не можел да стигне да настапува на Охридско лето само поради тоа што не сте можеле да му ги обезбедите условите кои што на пример така пред 2 години, да, Артуро Сандовал, значи најголемиот уметник го носите во Охридско лето.
се случува едно страшно невреме и Среќа што немате што избор. менаџерскиот тим негов имаше слух и разбирање, па го продолживме престојот уште 2 дена и организира прекрасни концерти во Центарот за култура. Меѓутоа, верувајте, уметниците кои што се од рангот, кои што доаѓаат на Охридско лето, значи си бараат посебни услови. Тоа оддава една несериозност за нас, претпоставувам, би се согласиле. Наспроти се она што им го нудиме, верувајте, уметниците се воодушевени кога ќе дојдат тука. Од публиката. Сето тоа го надополнуваме. И од фидбекот, претпоставувам. Токму така, го надополнуваме со тоа и се надевам, искрено се надевам дека заеднички со Министерството, со градот ќе размислуваме една таква идеја која што ќе користи, верувајте, и на градот. Значи и во градот, еве малтене во овај период се случуваат милион концерти кои што ќе можат, а самата концертна сала би се користила и во текот на годината. Значи Охридско лето е 40 фестивалски денови и останатиот период од годината може да се користи да се носат врвни уметници. Охридско лето исто така има стратегија да ја проширува рамката, значи да излегува од тие 40 фестивалски денови и ќе може да организира концерт од светски уметници во текот на годината. За да го оправда 59-то издание достоинствено. Се надевам, бидејќи можеби ќе се согласите дека е тешко да се оправда таа 58 годишна традиција со Многу е тешко, многу голема одговорност, верувајте, и секој кикс си го препишувате како неуспех на фестивалот, а фестивалот ги заслужува најдобрите критики и најдобрите услови. Така, знае ли македонската публика да го чувствува оно што го има на Охридско лето? Зборувам во делот на посетеност. Каква е посетеноста досега и во контекст на ова и колку странските туристи, сепак Охрид е туристички град, колку странските туристи знаат да го посетат сето она што вие го организирате? Охридско лето некако низ годините, како што го стварат успехот на фестивалот, најверојатно се изградува и таа публика која што му е верна и која што знае да ужива во сето тоа што тоа е публиката која што е на самите концерти, значи класичните концерти во Света Софија. Верувајте дека навистина имаме публика која што знае да ја цени уметноста. Она публика која што ни доаѓа на комерцијалните настани, значи Охридско лето покрај класичната музика, покрај театарот, концептот е и комерцијалните концерти кои што ни доаѓа во голем број на античкиот театар, тоа е посебна публика. Меѓутоа, најверната публика на Охридско лето сепак ја имаме во црквата Света Софија, која што знае, верувајте, знае да цени. Тоа е една посебна акустика. Токму така, значи уметниците, верувајте, нивните впечатоци се дека секаде на светот настапуваат, меѓутоа кога ќе дојдат во Охрид, воодушевени се од самиот амбиент и акустиката во Света Софија. Тоа е нешто што го понесуваат со себе. Така, како за годинава, како ја правите селекцијата на секој некој што? Знаете, концептот на програмата секоја година се прави по истиот терм. Значи, Охридско лето има менаџерски тим. Ги знаете жанровите кои што ќе бидат присутни? Има селекторски тим. Годинава имавме селектори кои што навистина се вложија професионално. Тоа е професорот Васо Ристов и добро познатиот режисер Александар Поповски, кои што несебично се вложија за многу краток период, такви беа околностите пред самото фестивалско издание, да направат една врвна програма, која што ја вративме на старите патеки, затоа што верувајте дека секој отстапување од концептот 70% класична музика и 30% од театарскиот дел ви ја намалуваат вредноста, затоа што Охридско лето како членка на Европската асоциација на фестивали токму поради тој податок е високо вреднуван. И оваа година, верувајте, нивната професионалност допринесе да имаме навистина една креативна, врвна уметничка програма. Зашто е поголем интересот кај публиката за театарскиот дел или за класичниот дел со концертите, дали можеби следејќи ги тие желби би дошло и до промена на концептот евентуално, да кажеме? Верувајте, имаме публика за сечи вкус. Значи, токму синоќа имавме 2 настани, театарски и музички. Верувајте, и двата настани беа преполни. Се билет плюс за двата. Да, и за двата настани се бираше билет плюс и од оваа година, значи, го внесовме и делот за анимирање на најмладите. Значи, имавме театарска представа за најмладите кои што од мали нозе се трудиме и тоа ќе го прерасне во традиција. Тоа е за прв пат оваа година, така? Во друг тип на проекти сме имале, минатата година имавме Младински свет, поразличен тип на проект кој што секако имаше интерес, меѓутоа верувајте, некако се осеќа дека македонската публика е желна за театар.
најверојатно тоа некако сигурно дополнува во овие 40 дена со оглед на тоа што се случува преку цела Успева ли година. да се задоволи интересот во тие 40 дена? Или може би треба и повеќе ваши Верувам настани дека во треба текот на повеќе, целата верувам година? дека треба повеќе затоа што публиката не се гради преку ноќ. Треба години и години, треба од најмали нозе да им ја всадуваме за да имаме долгорочна публика која што ќе не следи. Добро, со оние монтажни поставки, може би и ќе успеете да фестивалот да трае Ќе се малку трудиме, се подолго. она што значи Фондот за квалитет. иновација е активен, деновиве. Можете и таму да... Нашиот концепт е, верувајте дека концептот на она што досега сме го зацртале како фестивал е доста успешен со програмите на Министерството. Ние сме, знаете, фестивал кој што е по рамките на Министерството, финансиран од Министерството, по правителство на председателот. Председател, така. Но што ви кажува тоа што можеби еден ваков фестивал реномиран добива далеку помалку пари од општината за разлика од некои фолк пејачи, пејачки кои што настапуваат? Тоа е долги години така и верувам дека во блиска иднина и работите можда ќе се менуваат. Меѓутоа, како фестивал кој што е под капата на Министерството, главните финансии ги добива од Да, Министерството. но Логистиката сепак, е она која вам, што ја како обезбедува. вие Се е она што го добиваме како дополнително, тоа зависи тоа е и од спонзорите, помагателите. Значи тоа е посебно финансирање, имаме помагатели, спонзори, само финансирање од продажба на билети и поддршката од општината која што верувајте е толку неопходна не само заради средствата, затоа што ние како фестивал за да функционираме во И сите овие просториите. значи самото тоа што јавните предпријатија не излегуваат во пресред за самата реализација на настанот, тоа зборувам од паркинг места, тоа зборувам од чистење на сцените, значи има милион мал работи за да се сработат, за да се види тоа што го гледаме и прекрасниот настан. Годинава за среќа ни излегува во пресред и за реновирање на гледалиштето во предвори на Света Софија, прекрасна сцена која што за жал со завод на времето даските кои што служеа како гледалиште беа толку штетени што не можеме да си дозволиме и ради безбедност, али и ради естетика. Така. Христијан, Доколку немаш дополнително прашање, мислам дека тука би го завршиле разговорот. Јас ви Ние благодарам. имаме уште неколку прашања, особено за изведувачите, меѓутоа времето е Јас ви благодарам, значи програмата до 20 август е фестивалот и би ве повикала и сите вас, вашите гледачи, значи да уживаат, имаме прекрасни Така, настани. се надеваме дека и натаму ќе се бара билет плюс за секој од наредните изведби, дека ќе обележите успешен 60 годишен јубилеј за 2 години од сега. Уште еднаш ви благодарам што ни се приклучивте во нашето летно студио 1, а вие почитувани останете и натаму со нас. За кратко се враќаме назад во студиото, пошто ќе ги повикаме колегите од Скопје кои ќе ни ги пренесат последните информации и вести од земјава и светот. Останете со нас.